Вашингтон, ова е ТВ журналот на гласот на Америка на македонски јазик Newsflash, а јас сум Лилица Китановска. Овој петок многу вработени во Соединетите Американски држави се дома, зашто е федерален празник, ден на независноста на САД. Но многу се дома и затоа што мораат. Според последните податоци, минатиот месец стапката на невработеност во САД достигна 9,5%, најголема цифра за последниве 26 години. Најновите податоци покажуваат дека близу 15 милиони американци се уште се без работа. Ова може да значи дека брзо враќање на економијата на здрави нозе нема да се случи. Но, иако се изгубени повеќе работни места отколку што се очекуваше, одделот за труд сугерира дека темпото на опаѓање е забавено во споредба со јануари, кога наеднаш беа збришани 714.000 работни места. Ова е слаба утеха, според некои економисти кои велат дека невработеноста лесно може да надмине 10% до крајот на годината. А ова се лоши вести и за администрацијата на Обама, која својот стимулативен пакет за економијата, тежок од $800 милиарди, го нарече пакет за креирање работни места. Председателот се огласи по овие вести, велејки дека за опоравување ќе треба време, или со негови зборови, требаше години да се најдеме во овој хаос и ќе треба повеќе од неколку месеци да излеземе од него. А во Лос Анџелес во тек се подготовки за прошталната церемонија за кралот на поп музиката Мајкл Джексон. Јавноста ќе може да се збогува со пејачот во вторник на 7 јули во 10 часот наутро по локално време во арената на Стейплс центарот. Ке има билети, но бесплатни. А во меѓувреме биолошката мајка на двете постари деца на Джексон, Деби Роуз, навести дека е можно да баре старателство врз децата. А сега за празникот, за 231-иот роден ден на Соединетите Американски држави, ве водиме во Филаделфија, некогаш главен град на Соединетите Американски држави и местото каде 13 американски колонии во 1776 година објавија независност од Британската империја со читање на Декларација на независноста. Прва станица за туристите во Филаделфија е зградата на поранешното градско собрание, местото каде основачите на државата се состанале да дискутираат и да ја напишат Декларацијата за независност. Бил Коглин од службата за национални паркови вели дека она што најмногу ги привлекува луѓето е фактот што ова е држава базирана на идеали за еднаквост и слобода. Сите сакаат да ја видат просторијата каде била напишана Декларацијата за независност, вели тој. Идеалите не се вткаени само во декларацијата. Подсетување на нив има и во паркот околу зградата. Актерите, облечени во костуми на американски патриоти, како Џорџ Вашингтон, Бен Френклин, додаваат на амбиентот. Тие дури разговараат во тој манер со љубопитните туристи. Знаменитостите, како од звоното на слободата, халата на дрводелците и куќата каде според легендите шивачката Бетси Рос го сошила првото американско знаме, привлекуваат преку 3 милиони посетители годишно во овој град. Звоното за прв пат било употребено на 8 јули 1776 година, за да ги повика жителите на Филаделфија да го слушнат првото јавно читање на Декларацијата за независност. Во 1846, кога се појавила мала пукнатина што брзо се расширила, звоното веќе не можело да се користи. Било симнато од кулата на салата на независноста и изложено како реликвија. И денес е тоа. И символ на слободата за жителите на Соединетите Американски држави, но и за луѓето од цел свет. Филаделфија за време на празникот 4 јули има повеќе туристи отколку во било кое друго време на годината. А за американците празнувањето на денот на независноста 4 јули веќе започна. Ова е долг викенд што се празнува на повеќе начини. Во продолжение за некој од нив. 4 јули е патриотски ден во Соединетите Американски држави. На тој ден, во 1776 година, основачките татковци ја подпишале Декларацијата на независност од Британија. За многумина овој ден значи слободен ден, време за семејството и пријателите. Знам дека е ден на независноста од 1776, 1778 или така некако. Знам за Бен Франклин и сето тоа, но по 200 и повеќе години тоа се претвори во прекрасен ден кога можете да уживате што живеете овде со огномет и со знамиња.
Многумина одат на паради, пикници, прават скара по дворовите. Како во многу американски градови, во главниот град на САД редовно се одржува голема парада. Но она што со најголемо нетрпение се очекува, доаѓа по паѓањето на ноќта. 4 јули сепак е празник и за потсетување на историјата. Игбек Тафи вели дека се труди да не го сведе денот на скара и забава, туку да се потенцира и историското значење. На најамериканскиот од сите празници во САД, 4 јули. И на крајот, поздрав од гласот на Америка на македонски јазик. Ве оставаме со видеомонтажа на слики, звуци и символи за Денот на независноста на САД. Јас сум Лилица Китановска. До гледање.